Поштувани присутни, внимателно ја следиме состојбата со развојот и ширењето на коронавирусот. Прогнозите се загрижувачки, а состојбата не се подобрува. Од она што страда е здравјето на граѓаните, но еден значаен сегмент од стопанството. Здравјето е пред се и нема цена, но воедно, како општество, мораме да признаеме дека престои дополнителен кризен период за македонската економија која што е под сериозен удар. Забележани се низа пропусти, недоследности и неподготвеност на владини структури и надлежни институции во справување со последиците од коронавирусот и пропусти во организирање на превенцијата. И тука ќе престана. Со полна одговорност сакам да посочам дека нема да навлегуваме во деталите, нема да дозволам ова да се претвори во меѓупартиска битка или тема за влечење на политички поени. Иако сето ова може да се забележи од страна на власта. Нема да долеваме масло во запалениот оган, сега тој треба да се изгасне. А за одговорноста ќе зборуваме после завршување на кризата со коронавирусот. Она што е неопходно и нужно во периодот е носење на сет на антикризни мерки за здравјето на граѓаните и помош за погоденото стопанство. Во текот на вчерашниот ден, во консултација со тимот доктори и членови на Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН, како и економскиот тим, изработивме и денес нудиме сет антикризни мерки за заштита на граѓаните и помош на бизнисот. Но пред се, за да се имплементираат овие мерки со оглед на тоа што собранието е распуштено и нефункционално, ВМРО ДПМН предлага на владата веднаш да прогласи кризна состојба на целата територија на државата согласно член 3, став 1 на алинеја 5 од Законот за управување со кризи. Тоа значи дека предлагаме владата веднаш да донесе одлука за постоење на кризна состојба соодветно на што ќе ги активира сите законски механизми за разрешување на кризната состојба. Откако ќе го направи ова? Му предлагаме на управувачкиот комитет да ја предложи на владата конкретни мерки за справување со економските последици и тоа. Најпрви, предлагаме дополнителен пакет на мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Прво, да се спроведе итна национална набавка на антисептични средства и нивно поставување на јавни прометни места, како и овозможување бесплатна употреба и располагање од граѓаните. Второ, државата, односно владата, да обезбеди бесплатни маски и ракавици за граѓаните. Трето, потребно е формирање на стручно тело од посебен тим на експерти, засилено од постојните државни институции кои ќе прават строга контрола на евентуалните, повторувам, евентуалните злоупотреби на дефинирање на високи цени за продажба на маски, антисептични средства и други превентивни помагала. Ова не случајно го говорам, бидејќи забележени се енормно високи цени кои се нереални при продажба на маските, односно не сме да се дозволи богатење врз здравјето на граѓаните. Из ова имаме конкретни докази за една веледрогерија блиска до власта, за која доколку институциите не реагираат, доказите за нереално високи цени и наплаќање на излезни фактури за маски 40 пати повисоки од влезните, ќе ги објавиме во јавност. Четврто, обезбедување на бесплатни средства за заштита на работниците под висок ризик од коронавирус. И тука освен здравствените работници, под ризик се и работниците на градилиштата, работниците во јавниот сообраќај, шалтерските работници и редица други професии, чија што работа подразбира контакт со лица. Пето, предлагаме редуцирање на работа на државната администрација. Половина од администрацијата да се ослободи од работа и да се направи цикличен распоред во работа на државните органи. Со тоа ќе се намали ризикот од брзо ширење на вирусот. Шесто, зголемување, тоест удвојување на човечките капацитети на работа во здравствените установи, непосредно задолжени за справување со последиците од коронавирусот. Седмо, овозможување на отворена 24 часа линија за консултации и прашања поврзани со вирусот. Осмо, потребно е формирање на посебно државно контролно тело, чија единствена задача ќе биде надзор и контрола на примена на превентивните мерки. Девето, еднократна парична помош и целосно бесплатно лекување за заболените од вирусот. Покрај ова, рековме дека воедно, паралелно со ова, треба да водиме битка и да задржиме економската и макроекономската стабилност во државата и да се санираат штетите кај компаниите кои што се погодени од коронавирусот. Затоа предлагаме сет антикризни мерки за бизнисот и санирање на последиците и штетите од смалениот промет и намалената работа на стопанството. Затоа ги предлагаме следниве економски антикризни мерки за месец март. Прво,
Предлагаме замрзнување на обврските на компаниите кон државата, чија што работа е погодена со настанатата ситуација со коронавирусот. Второ, замрзнување на обврските на компаниите кон банките и заемодавателите за месец март, чија што работа е погодена со состојбата на коронавирусот. Трето, државата да ги плати трошоците за вработените во компаниите погодени од состојбата со коронавирусот до висина од 50%. Знаете, тоа се секторите кои што се најмногу погодени, како што е туризмот, како што е угостителството, како што се текстилната индустрија, кожарската индустрија и останатите сектори. И конечно, последно, потребно е веднаш да се направи анализа на сето она кое што е погодено од новонастанатата ситуација со коронавирусот и врз основа на таа анализа да се детектираат кои се економските оператори, компаниите кои што се погодени и веднаш на истите да им се помогне. Значи, ова е сетот мерки економски кои што го предлагаме веднаш, сега за месец март, веднаш по прогласување на состојба на криза од страна на владата. Почитувани, ова е подадена рака за помош. ВМРО ДПМН нуди целокупната поддршка и експертска помош преку тимот на доктори кои се дел од нашата Комисија за здравство и знаење од областа на економијата за справување на последиците од коронавирусот. Мора да се заштити здравјето, кое е пред се, но и да се заштити стандардот на граѓаните и целокупната состојба во државата. По преземање на власта го верувам дека уште со позасилено темпо, но и динамика на активности за справување со последиците на коронавирусот ќе продолжи ВМРО ДПМН. До тогаш останува активно да помагаме и да ја нудиме нашата поддршка и знаење. Ви благодарам. Повелете, ако имате прашања, стојам на разговор. Имавте лидерска средба, разговарате ли за овие мерки, понудите ли на владата и како фидбек имате? Во текот на лидерската средба вчера што имавме во владата, јасно кажав до знаење дека покрај она што е најважно, а тоа е да се заштити здравјето на граѓаните, економијата, реалниот сектор ќе биде под жесток и силен удар, затоа што не само во Македонија, тоа е факт секаде во светот, посебно во Кина, Германија и останатите земји, каде што нашата држава има економска соработка, посебно во делот на извозот и таму рековме дека веднаш треба да се интервенира во стопанството. Ние како партија ќе понудиме сет на мерки кои што ќе значат покрај заштита на здравјето и превенција од понатамошна ескалација со коронавирусот и заштита на здравјето на граѓаните, ќе понудиме сет на мерки за, како да кажам, санирање на штетите во реалниот сектор и во економијата. Делот е сет на мерки кои што ги предлага ВМРО ДПМН за месец март, се овие кои што ги кажавме, или накратко да ги повторам. Најпрвен да се замрзнат обврските кои што ги имаат компаниите погодени од оваа новонастаната ситуација со коронавирусот кон државата. Второ, да се замрзнат обврските кои што ги имаат овие компании кон банките и заемодавателите. Трето, државата да субвенционира до 50% од трошоците за вработените на компаниите кои што се погодени од состојбата со коронавирусот. За да се случи се тоа, најнапред е потребно, согласно Законот за кризи, да се прогласи кризна состојба на државата, за да може владата во услови на нефункционално собрание да ги донесе овие мерки. Имавте кризна состојба, дали се надобразувате на денешниот, ако чувте ставот на председателот Стево Пендаровски, бидејќи од понеделник рече дека ќе се размисли и ќе се разговара Советот за безбедност токму за оваа тема. Подржите ли председател Пендаровски доколку изрази волја и ако состојбата е таква да има основ за кризна состојба? За волја на истината не сум го слушал пресот на председателот Пендаровски, но доколку ова го предлага, да, ќе го поддржим. Не, тој предлага го понеделник. Да. Доколку предлага на лидерска средба и доколку на лидерската средба го предложи ова, да, ќе го поддржиме, но ако не го предложи, ние ќе го предложиме денеска токму за тоа јас зборувам. Председател Пендаровски сега кажа дека стоковите резерви се во добра кондиција. Вие кажувате дека треба економијата сега во овој месец ќе се најде во кризна состојба, предложите и сет економски мерки. Ме интересира на вчерашната пресконференција кои беа предлозите на владата се справи со кризата во област на економијата и дали вчера добивте информација кои се тие организирани групи, како што вели председател Пендаровски, кои што смислено шират паника на социјалните мрежи креирајќи лажни вести меѓу граѓаните. Не знам за второто, ќе треба него да го прашате да ви даде одговор.
Јас немам комуникација овие денови со господинот Пендаровски за да знам на кои организирани групи конкретно мисли, а што се однесува до првото прашање, и вчера веднаш после средбата имав една изјава пред медиумите и кажав дека од страна на техничкиот председател на владата беше кажано дека во 16 часот ќе имаат состанок со стопанските комори и чекав да излезат со сет на антикризни мерки кои што се однесуваат на економијата. Видов дека воопшто нема таков сет на кризни мерки, затоа денес ќе ви излагаме ние со предлог кој што го соопштувам јавно, транспарентно овдека пред вас. За да тоа се случи, потребно е законско решение, бидејќи имаме нефункционален парламент, тоест имаме распуштен парламент. За да може владата да донесе ваква одлука, потребно е да се прогласи состојба на криза согласно законот за кризи, цитирав кој член, која алинеја и така натаму, за да може владата да ја преземе таа ингеренција и да го донесе овој сет на мерки, затоа што не е тоа состојба само во Македонија, тоа е состојба секаде во Европа, секаде практично во светот, и она што е најважно, најпогодени се секторите кои што се во делот на услугите тука, во самата држава, во Македонија, зборам пред се тука на угостителството, туризмот, но и оние сектори кои што соработуваат со државите кои што се најпогодени од аспект на извоз, како што се текстилната, кожарската, чевларската, но и оние компании кои што се наоѓаат во технолошко-индустријски развојните зони. Затоа веднаш треба да се преземат сет на мерки, да се обезбедат средства кои што ќе ги санираат овие штети, затоа што ќе имаме последици по тоа и не само по основ на буџетот, туку и по основ на останатите макроекономски параметри во државата. Пендаровски рече дека не е крај на света да се одложат изборите на месец-два. Каков е вашиот коментар во однос на нивната изјава? Ставот на лидерската средба е јасен вчера, дека до овој момент првиот чекор кој што се презема, тоа е дека ќе се напушти организирање на масовни собери, митинзи, така натаму, иако во текот на вчерашниот ден видовме неколку такви масовни собери, така што остануваме на тој став дека во овој момент изборите се закажани за 12 април. Сето она кое што треба ние како одговорни политичари, одговорни политички партии да го направиме, ќе биде анализа на состојбата и носење на заклучоци и предлози соодветно на таа анализа. Во овој момент анализата вели дека најпрвен треба да ги напуштиме оние масовни собирања, митинзи и слично, а за останатите понатамошни случувања ќе направиме дополнителна анализа и ќе излеземе со дополнителни заклучоци. Инаку да, точно е, се слагам со вас, ништо денеска не е крај на светот, се треба да се направи. Се во насока на заштита на здравјето и функционалноста на системот. Не мислите дека ќе биде на ваша штета ако кампањата не се води согласно конвенционалните методи со јавни собирања и слично, дека ќе бидете во... Некогаш во животот некои работи се на ваша штета, но мора да ги направите за општото добро. И покрај тоа што цениме дека можеби ВМРО ДПМН ќе има негативни последици, бидејќи нема да се води таков тип на кампања, но цениме дека пред се здравјето на луѓето и економската состојба во државата се клучни, иако тоа гледаме дека не важи за Министерството за правда, за Министерката за правда, кога треба да се бутка партиска агенда и да се врши прогон, тоаш ништо не важи. Но тоа е една политичка елита која што ќе биде казната на 12 април, тоа се оние лицемери и дволични личности, и оваа која што излегува со нова понуда, со нови лица на листите и луѓе кои што знаат како да извадат државата од криза. Имате некаков план како ќе изгледа таа кампања, имате некои видео обраќања? Па искрен да бидам, во текот на вчерашниот ден имавме долготраен неколкучасовен состанок, раководството на партијата, денеска продолжуваме со тие анализи, отприлика се надзираат контурите како ќе се води таа кампања, така што нека остане тоа наша внатре-партиска стратегија која што јавноста од кога ќе почне кампањата ќе дозна. Може ли прашање Монте? Господин Мистовски, бевме малце изненадени од листите кои што ги предложивте. Се очекуваше да предложите нови имења, а таму се наоѓа Антони Милошовски, кој знае колку е изволкан од своето политичко действување во минатото, имаше снимки за него и така натаму. Исто така имате на листата и осуден од Хашкиот трибунал за посудството против човештвото. Имате луѓе што се испрелени од влада, бидејќи него почитуваат Горан Преспа. Зошто се такви листи, господин Мицкоски? Да ви е целта да не добиете власт? Видете, тоа вие сега што го кажавте е апсолутно спротивно на впечатокот во јавноста.
ВМРО ДПМН излезе со 95% нови свежи луѓе кои што се дел од пратеничките листи, односно се кандидати за пратеници, во споредба со нашиот политички противник, кој што имаме сериозни информации дека се случила неколкудневна гимнастика од денот кога се одржи оној конгрес, па се до денот кога се предава овие листи, се случувале, би рекол, едни сериозни пресметки кај ОК Корал, само на Бихачка, каде што имало лесни препукувања внатрепартиски помеѓу раководството на СДСМ, па сега имаме определени поместување нови луѓе кои што всушност не се изгласани на конгресот кој што се случуваше, нели? Но тоа ќе го види јавноста, претпоставувам, откако Државната изборна комисија ќе ги потврди листите, и тоа е впрочем работа на органите и телата на СДСМ да го постават прашањето пред раководството зошто тога се случуваат фарса конгреси кога може за 2-3 дена тоа што се гласа на конгресот на зелена маса да се поништи и да се достават сосема некои нови листи, навистина не знам, но тоа нека си го одлучуваат органите на СДСМ. Јас повеќе би се загрижил што на листите имаме човек кој што е аболиран за сторен криминал, за кој што исто така го слушавме како функционира со трас суството, како знаел за корупција на медиумите, како знаел за оној меѓународен сојуз, како знаел дека ги помага тие медиуми кои што беа извор на корупција и рекетирање во државата. Јас повеќе со што би се загрижил, да бидам искрен, зошто тие ликови се наоѓаат повторно на листите, зошто имаме транзициони херои уште од 90-тите години како председатели на младина на политичка партија, па денеска се повторно носители на пратенички листи, зошто имаме луѓе кои што менуваат политички опции лево-десно и се носители на пратенички листи. Повеќе таа непринципиелност и лицемерие би ме загрижала, отколку ова вие што го кажавте, бидејќи навистина не ја гледам логиката во ова што кажувате, бидејќи наистина впечатокот во јавност е сосема спротивен на ова вие сега што кажавте, но во ред, ве разбирам, вие имате право на свое мислење, јас вашето мислење го почитувам, но се надевам дека и мојот одговор беше доволен на вашето прашање. Ви благодарам. Господин Мицкоски, нема да бидам некултурен со овие прашања, нема праша за Панчо Милошевски. Ама ќе ве прашам во рамки на темата која е таа веледрогерија која што заработува на бранот на кризата со COVID-19. Доколку, повторно ќе кажам, тоа беше дел од нашиот денешен прес, доколку во текот на деновите кои што следат не излезе кризното тело кое што вчера дознавме на лидерската следба, имало и шеф, заседавало и носило стратегија, тогаш ние ќе излеземе со името на таа веледрогерија, ќе ги видите и влезните, но и излезните фактури на таа веледрогерија, која што е блиска до власта.